Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски, Љупчо Николовски. Кој ќе му ја земе премиерската фотелја на Зоран Заев? Еден куп шпекулации, имиња, но и деманти. За сега едно е сигурно. На 3 јануари нови луѓе ќе влезат во зградата на Илинденска. На Бихачка пак работите не се конечни и се менуваат од ден во ден. Според последните информации од извори на Алфа во владата, во моментов за Заев најсериозен кандидат за технички премиер е сегашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Премиерот игра на картата дека НАТО е успешна приказна, а дека прв човек во редовите на патот кон алијансата е токму министерката. Таа пред неколку дена негираше дека ќе го наследи Заев во техничката влада. За техничкиот премиер дискусијата ќе се води тогаш кога ќе дојде моментот и апсолутно сметам дека тоа занимавање со прашање кое што мислам дека е техничко, ни го троши времето и енергијата. Предходно, лидер на листата на Заев за технички премиер беше министерот Спасовски. Откако Алфа го објави, премиерот потврди дека размислува за него, но и за генералниот секретар Љупчо Николовски. Сепак, конечен став нема. Според извори на Алфа, Заев смета на Спасовски во МВР како дополнителен заменик министер и тој на 3 јануари треба да ја напушти министерската позиција, бидејќи таму доаѓа технички министер кој ќе биде на предлог на опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Николовски пак рече дека официјално тој не е на маса. СДСМ пред новогодишните празници ќе донесе одлука кој ќе го наследи Зоран Заев на премиерското место во предизборието. Дали Радмила Шекеринска е кецот во ракав на Зоран Заев ќе се знае кон крајот на декември.